понатаму заедно со нас во продолжение ќе следува уште еден интересен разговор со авторката на новата книга посветена за нашиот легендарен и неповторлив, нашата најголема македонска музичка звезда Тоше Проески. Книгата која што официјално беше промовирана вчера во спомен куќата во Крушево, која што го носи токму неговото име и е направена во негова чест спомен куќата Тоше Проески. Книгата го носи насловот, односно збирка песни, која што го носи насловот 1200 молитви, токму посветена на Тоше. Во продолжение ќе уживам уште еднаш во неговиот ангелски глас. Дека веќе сум станал горделив, спомен ме носи покрај плажа и лежам на твоите гради бели. Се колнам во песните мои, те сакам ко првиот ден, а лето ко лето се брои, што месента расипе се. Морска звездо, каде си сега? Дури ветро тигра, соли сјаце, што писма ти не ми пишуваш. Морска звездо, дали ме памтиш, дали солза обрасти краси, кога име ке ми спомена? Морска звездо, каде си сега? Дури ветро тигра, соли сјаце, што писма ти не ми пишуваш. Мага пак ме покрива мириса на неволя, ноќва сум ти така сам.
киснати, прозорци разплакани, каде ли си, бар да знам. И громови на душа, само да ти чујам глас. Убаво да се види ова. Признавам, да те најдам ради нас. Јас на вас ја потрошив светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане малку е. Од небо нек се спушта и громови на душа, само да ти слушнам глас. Признавам пред светот, ке го минам векот, да те најдам ради нас. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, јас на вас ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане малку сета љубов дур сум жив, на вас ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане малку малку не можам, не сакам. Јас на вас ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане малку малку Да, 16 години ќе се навршат оваа година во октомври од смртта на нашиот легендарен, неповторлив Тоше Проевски. Да беше жив вчера ќе наполнеше 41 година. Остави многу песни кои што навистина никогаш доста од неговите песни и токму и оваа емисија ќе посветиме повторно
на него по повод неговиот роденден на 25 јануари и токму по тој повод вчера се одржа голем број на крводарителски акции низ земјава организирани од Црвениот крст, но и еден голем интересен настан во спомен куќата Тоше Проевски во Крушево, како и промоцијата на неговата нова книга, односно книгата посветена за него од авторката или поетеса Маријана Митровска, која што е моја денешна гостинка и со која што ќе разговараме токму за оваа книга и за вчерашната промоција. Маријана, најпрво ќе ти посакам добро утро и добре ни дојде во добро утро секој утро. Ти благодарам, добро утро и на вас. Вчера по повод 41-иот роденден на нашиот незаменлив и неповторлив ангелски глас Тоше Проевски, одлучи ти токму да ја промовираш книгата насловена 1200 молитви. Најпрво би те прашала како помина целиот настан и како помина промоцијата. Целиот настан се одбиваше како што беше планирано. Може би траеше малку подолго, но се одеше според планот, имаше и среќа, и насмевки, и тага, сите чувства споени во еден ден. Да, кој се присуствуваше, верувам дека интересот беше голем, но со оглед на тоа што се уште сме нели во оваа ковид пандемија, здравствена криза, верувам дека моравте да вратите дел од луѓето кои што сакаа да присуствуваат, односно верувам дека немало простор за сите. Така е, присуствува само 25 поети од земјава, имавме една поетеса од Република Хрватска и една од Бугарија. Останатите беа девојчиња кои посетуваат литературен час во Крушево и тие исто учествуваат во книгата, па на наше задоволство и тие прочитаа своја песна. Да. Маријана, како ти дојде до идејата да направиш оваа збирка песни? Што ти инспирираше за да ја создадеш книгава? Кога почна целиот овој проект кој што вчера беше финализиран, односно веќе официјално промовиран? Да, оваа идеја дојде од мојата посета во Крушево во 2019 година. Кога се вратив дома, ја напишав првата песна за Тоше. Јас досега имам издадено 3 книги и сакав да се направи голем настан каде ќе има литература, книга, да се спојат поетите. Потоа сакав да има и музички дел, да ги сведуваат песните на Тоше и ликовна изложба да го цртаат неговиот портрет. Значи во рамките вчерашниот настан беше тоа, поетско читање, литература, значи уметност и музика. Да, и веќе ги замолам колегите да имаме кратко видео нели каде што пее, мислам дека се оркестарот од Битола, ќе ги замолам да го погледнеме видеото доколку може, каде што изведуваат песни од нашиот Тоше Проевски. Режија? Да, и Никола Зацевски дел од овој голем настан за одбележувањето на 41-иот роденден на нашиот Тоше, доколку беше жив. И Никола има, знам дека направено нели доста исто така хуманитарни концерти во негова чест, за неговиот престој додека бил во Австралија, па еве има можност публиката, односно гледачите на Добро утро секој утро да го видат и вчера сите оние присутни нели кои што беа во спомен куќата на Тоше Проевски. Маријана, колку време ти беше потребно за да ја направиш цела оваа збирка песни?
Па првенствено, значи од 2019 до сега ми беа потребни 2 години да стапам во контакт, значи со одговорните луѓе, но за крај ми се беше потребна една писмена дозвола за сакав да биде потврдено од фамилијата, значи на Тоше, за да се издаде самата книга, а песните интензивно стигнува, значи од прилика 40 дена, увитење и ноќе пристигнува од сите краишта на земјата. Да, имаме ли песни кои што се испратени од соседните земји, односно знам дека Тош имаше големи фанови во Србија и Црна Гора и Хрватска и Босна и Херцеговина, едноставно сите го обожаваа на Балканот. Да, има песни од земјите кои ги наброивте, значи Србија, Хрватска, Босна, Црна Гора, има од Австрија, од Русија, од Белгија, од Австралија, од Канада, има од сите краишта и од Индија имаме. Да, интересно, затоа што имавме нели можност да пред некое време на социјалните мрежи, скоро време да видиме како во Кина исто така пеат песни од Тоше. Ќе ги замолам колегите од режија да ни ги пуштат и фотографиите кои што ги имаме подготвено, токму да ја доволувиме нели атмосферата и како се одбележа вчера роденденот на Тоше Пројстке. Маријана, што ти беше најтешко во целиот овој период на собирање на песните и создавањето на оваа збирка песни 1200 молитви? Па најтешко беше да се соберат прво песните, затоа што се 1200 песни, не е мала бројка. Потоа ми беше исто тешко да ги соберам финансиите за издавање на самата книга, значи сама се погрижив и за тој дел. Потоа се детално прегледував, значи од сите луѓе кои работеа, постојано ми поставуваа прашања дали е добро вака корицата, дали е добро лекторирано, значи неколку пати се прегледани лекторирани песните, дали е добро да се стави тој цитат, дали е добро да се стави таа фотографија. Имаше работа, да, но на крај мислам дека направивме еден, како што би рекол нашиот рецензент, креневме еден литературен споменик на Тоше, значи пишаниот збор, издадената книга ќе остане и понатаму за идните генерации. 1200 молитви е насловена книгата, збирката песни. Колку песни се твои во збирката? Мои песни се од прилика 130. Ке можеш ли да ни прочиташ накратко некоја, да ни доловиш дел од она што ќе можат сите оние кои што ќе ја купат книгата, кои што ќе ја имаат, еве да ги запознаеме малку ова утро, да ни прочиташ некој дел. Може. Само една минута. Ќе ти ставиме простор, си како малку можеби и неспремна те фативме, не беше ова предвидено. Повели. Елегија. Штом насон гласот и го слушнам, срцева болка ги зафаќа моиве гради. Тешко дишам и солзи ронам. Што твоите очи не ги гледам, живот згасна и една младост. Пред Бог се молам во црква од камен изградена, во височини издигната, во душа топлина што предизвикува, се молам за мир и спасение на твојата душа. Светот сега е безбоен и без трошка надеж. И небото плаче заедно со мене, со нас, што не си тука сега. Но никој не е вечен ангело наш. Еден ден ќе се сретнеме пак, до тогаш ќе носам свежо цвеќе на твојот гроб, кој лежи високо на врв планина. Него го чуваат херои околу во родното ти Крушево, а небески порти широм отворени само за тебе. Духовни светлини и денови ќе дојдат, во белина си обвиен, затоа што и на овој и на другиот свет си единствен. Ајде кажи ми, кои војни ќе ги испратиш да го брана твоето име? Наброј се само неколку, колку што имаш прсти на рацете. Ајде тивко шепни ми да застанам и јас до нив, да ти пратам бакнеж во височини заедно со мојата
елегија. Прекрасно, навистина, прекрасно е еден скромен аплауз колку што можам јас сама нели да ти дадам, навистина прекрасно. Маријана, го познаваше ли лично Тоша? Да, со Тоше си имав сретнато само еднаш, кога имав 8 години, тој имаше настап по Резен. Тогаш беше на почеток на кариера и имаше само неколку песни, се уште не му беше излезен првиот албум. Да, се запознавме, се сликавме, имав можности да го гушнам и да го бакнам и да размениме некои мисли, но тоа беше многу кратко, но ете, имам таква една добра слика во моето срце. Веројатно не си помислила тогаш дека на таа возраст дека некогаш ќе пишуваш за него? Точно, да. Не помислував, но го следев постојано, ги следев неговите гостувања во телевизиски емисии, во радио емисии, неговите концерти нон-стоп ги следев преку ТВ екраните, значи постојано го следев, да. Значи не мислев дека некогаш ќе пишувам за него и точно тој дека ќе биде моја инспирација, што е голема моја чест. Да, кој се учествуваше кој се учествува во создавањето на оваа збирка песни? Во збирката на песни најмногу учествуваат фановите на Тоше. Тие ги искажуваат чувствата во своите песни, а имаме и поетеси и поети кои се занимаваат професионално со тоа. Така, како те наоѓа фановите на Тоше за да ти ги испратат песните? Па вака, јас на социјалните мрежи имав објавено имейл адреса каде ќе можат да ги испраќат своите песни. Не беше ограничена ни возраст, ни религија, ни пол, ни националност. Значи може да испраќаат по колку сакаат песни. За жал мораше да намалиме на бројот на песните. Имаше поетеси кои има и по 600 песни, но мораше да избериме по 100 до 130 максимум, за да остане простор за останатите поети кои сакаат да ни се приклучат. Имаше поети од 90 од Македонија, по 10-15 од другите земји и така, значи во глобала мислам дека има и повеќе од 1200 песни. Да, зошто го носи името токму 1200 молитви? Дали беше тоа твоја иницијатива или пак сепак во соработка со фамилијата или пак со фановите? Да, тоа беше моја иницијатива да бидат 1200 песни, затоа што знаев на почеток дека имаме 600 песни. Јас ги познавав авторките кои пишуваат од 2007 година. Имавме 600 песни, наеднаш тие меѓусебно се побараа, тие што се познаваат и бројот се искачи на 900 песни и реков сигурно има и поети кои имаат напишано песни, па се одлучивме на една бројка 1200 песни, се собра, потоа излегува уште 200 и 300, има уште песни има. Ке има ли можеби затоа што видиш дека има и необјавени песни кои што немало простор или да се сместат во оваа прва збирка која што потписот секако го носиш ти, ке има ли можеби и продолжение, размислуваш ли веќе за некое продолжение или пак за некој нов тип на објавување на книга посветена на нашата голема музичка легенда? За сега мислам дека само ова издание ќе биде, се надевам дека ќе има втори, трет печат, бидејќи беше издадена само во легитимно издание од 100 примероци. Песни има уште, но да оставиме простори за некои други автори. Можеби некој друг ќе организира и реализира, секако со дозвола од фамилијата, секако ако дозволат тие, зашто да не би се направила уште една книга. На Маријана знам дека средствата за оние кои што ќе ја купат нели книгата, ќе ја набават, знам дека средствата ќе одат за манастирот Свето Преображение за негова доизградба. Каде може се да се најде книгата? Па книгата може само од мене да ја најдат. Им ја праќам по пошта, по карго, може само, значи од кај мене. Моментално е така, но
во иднина мислам дека ќе има на неколку места кои се поврзани со тоа. Размислуваш ли можеби да направиш некои каравани, промоција по останатите градови за луѓето, да стане подостапна за луѓето книгата? Промоцијата ни беше желба да биде само во спомен на куќата. Единствено, ако би се правело промоција, мислам дека тоа би било Република Србија, затоа што имаат голема заинтересираност, имаат и тие како своји автори имаат голем удел по книгата, околу 400 песни се на српските представници, така да мислам во земјава за сега не. Да, се надевам дека сите оние кои што сакаат да имаат, дека ќе успешно ќе може да ја набават нели од вас. Секако веројатно ве контактираат на социјалните мрежи, каде може да ве најдат и сите овие гледачи кои што не гледаат во моментов и сакаат да имаат книгата. Да, може да ме најдат на мојот Facebook профил, користам, значи Facebook, Instagram, мејл, сите податоци се јавно споделени, можем да му дадам и телефонски број, некои сакат лично да ја земат од мене, па му ја исполнувам и таа желба. Да, доколку го сакаат лично, секако може да ме најдат во Ресен. Така. Да, Маријана, низ фотографиите може да видам дека навистина има голем број на луѓе кои што присуствувале на промоцијата. Колку ти како автор, како голем иницијатор за издавање на оваа книга, колку ти си задоволна за тоа како се одвиваше целиот настан и промоцијата и на крај нели како излезе цела оваа збирка од песни? Па јас сум задоволна од тоа како излезе и мислам дека му одзедовме малку повеќе време од програмата. Наместо 1 час, мислам дека се задржавме околу 1 час и 30 минути. Потоа го посетивме вечното почивалиште, но да се вратам на промоцијата, одлично помина. Поетите ги прочитаа своите песни, на моје огромно задоволство. Имавме една обожавателка од Кратово, која е за жал неподвижна. За неа ми беше голема желба што присуствуваше и што и дадовме шанса да ја прочита својата песна, која и таа исто учествува во книгата. Сите беа задоволни. Се надевам дека за роден денот на Тоше ќе продолжат да има целосна програма како вчера. Да се надеваме дека секако, иако тој го нема повеќе помеѓу нас, но секако вечно живее во нашите мисли, во нашата душа и срце. Маријана, ќе ти се заблагодарам за одвоеното време, ти посакувам успеси понатаму, ти покрај тоа што нели објави оваа збирка посветена на нашиот легендарен Тоше, секако си објавуваш нели и поетски книги наменети за деца и за родители. Така е, да. За моите 3 книги се за возрастни. Едната е, другата е за деца и третата е поврзана со религијата, затоа што моја инспирација е првенствено Тоше, а потоа христијанството. Ти благодарам многу за одвоеното време, Маријана. Во продолжение, почитувани гледачи, ќе погледнеме, ќе видиме уште една музичка номера од нашиот легендарен Тоше Проески, нашиот ангел и неповторлива звезда на македонската музичка естрада, па и на Балканот. Ви благодарам за одвоеното време, што и ова утро бевте 3 часа заедно со Добро утро секое утро. Секако јутре ќе имате можност да уживате со мојата драга колешка Искра, а секако и да останете понатаму на Алфа телевизија. 9 часот и 30 минути следуваат првите вести во живо. До тогаш уживајте со Тоше Проески.
pejam stari pesmi ljubovni, dozvoli da raskažam, neka sum te čuo.